Полиција на мислите и Министерство за вистина. Македонија во реалноста ќе ја доживее Орвеловата 1984 доколку се остварат најавите на Бујар Османи. Тој се пофали дека ќе биде формиран обвинител кој ќе има само една задача – да лови говор на омраза кон бугарите. Познавачите в чудо не видени, поранишниот обвинител Воислав Димовски смета дека и во овој случај, како и многу пати досега, правото ќе биде жртва на политиката. Ова е дел од фолклорот, ми се чини, на целата таа нивна политичка агенда во која што споредни улоги имаат и председателот и министерот за надворешни. Правото овде е како често, односно можам да речем како постојано е колатерална жртва. Македонија и сега ги има сите институции и закони за справување со говор на омраза и дискриминација од каков било вид. Од тука ваквите најави може да послужат само за заплашување на народот. Постојаните они можности кои што постојат во законот даваат сосема можност за секој кој што се занимава со било каков вид на борба со криминалот или со дискриминациите да може да постапува. Значи, овие се така да речеме сензационалистички изјави кои што немаат своја основа во рамките на праксата правна и така натаму. Инаку постојат разноразни основи на дискриминација, не се само основот национална припадност, најсоодветно е за ова да реагира народниот правобранител и да реагира јавниот обвинител со тоа што не очекува да реагира. Специјалниот обвинител, односно полицијата на мисли, Бујар Османи ја најави во интервјуто за бугарската БНТ, тврдејќи дека тоа било дел од протоколот кој беше потпишан лани. Во него, тој повеќе се однесуваше како странски медијатор во спорот помеѓу Софија и Скопје, отколку како министер за надворешни работи на Македонија. Има други чекори кои што ќе бидат превземени од посебен обвинител за говор на омраза, кој што сега го разговараме со обвинителството. Кај народниот правобранител ќе има канцеларија која што ќе се фокусира токму на овие прашања и ќе дава препораки и ќе превземе мерки. Во Министерството за односи со заедниците исто така планираме да има представник од бугарската заедница кој што ќе го следи трендот на говор на омраза. Официјална Софија во повеќе наврати се заканува и сака кривична одговорност за луѓето кои изразуваат револт против секојдневните бугарски провокации и отварањето бугарски клубови со спорни имиња.